Благодарам на репликата и морам да кажам дека тоа што го кажавте во голем дел се апсолутно согласувам. Затоа што ја кажавте реалноста во однос на многу проблематики поврзани со генерално пожарите и во урбани средини и во шумски пожари и така натаму и така натаму. Единствено што останува дека не се согласуваме е околу потребата, односно димензионирањето на потребата, дали тоа треба да бидат 10 возила кои ќе се набават во една година или тоа треба да бидат 50 возила, тоа што го ние предлагаме во амандманот со цел да се задоволат поголеми потреби. Сигурно дека ова проблематика треба да се држи на едно повисоко ниво. Ќе оставам без коментар дали сте вие во право или ние во право околу бројот на возилата, меѓутоа многу ја поздравувам реченицата која спомнавте дека треба да ја држиме темата отворена и да сугерираме до владата дека имаме отворен проблем и ние како народни представници сме го соочиле, сме го виделе проблемот. Едноставно пожарите се реалност. Дотраеноста на противпожарните средства кои ги користат пожарникарите во многу општини загрижува. Состојбата во македонски шуми ни оддалеку не соодействува со потребите за заштита на шумата. Дирекцијата за заштита и спасување покрај законската регулатива многу тешко го покренува механизмот на организација на самиот систем за борење против пожарите. Во такви околности и сосема намерно ја потенцирав потребата од ваква опрема. Затоа што многу тешко реално на терен се наоѓаат луѓе кои можат и се обучени да се борат со пожари. Од една страна викаме дека издвојуваме многу пари за плати на тие вработени во противпожарните служби, меѓутоа од друга страна кога ќе се соочиме со проблемот гледаме дека имаме недостаток од пожарникари. Решењето е точно. Европа многу добро го детектирала проблемот и волонтерството, односно специализирани луѓе кои се обучени за гасење на разни видови на пожари, тоа го прават од љубов кон екологијата, кон цивилизацијата, кон сопствената држава. За жал, такви случаи кај нас имаме многу малку. И тука многу треба да работиме на оваа проблематика, да ангажираме луѓе кои ќе бидат обучени, соодветно наградени и посебно тоа што јас би сакал да го потенцирам, ценети во општеството. Затоа што тоа е благородна работа да се борите со пожар без разлика каде е и да помогнете на луѓето, да помогнете на природата и така натаму и така. Затоа во тој контекст и го предложивме ние амандманот. Во ситуација кога имаме се помалку ресурси од човечки капацитет, мораме да се ослониме на механизацијата. Мора тоа да набавиме специализирани возила со кои полесно ќе се бориме со пожарите. Многу работи ни се недоречени, особено во шумарството. И тука се апсолутно согласувам со вас, дека луѓето кои живеат во шумски предели, во планински предели, планински села и така натаму, во урбани места кои гравитираат кон шума, шумата ја доживеvaат како своја. И тоа така и треба да биде. Затоа што со векови нивните родители, нивните дедовци се бореле за таа шума да опстои, меѓутоа тоа не е случај во последно време. Шумата е се повеќе на удар на разни дрвократци, уништувачи на природата, луѓе кои сакаат да им наштетат на природата, на државата и така натаму и така натаму.
Од тука комплексноста на борењето со овие работи треба да биде надпартиска, се сложува. И треба да најдеме начин како тоа да го направиме. Касно ќе биде кога ќе ни се случат големи пожари и ќе речеме требаше и опрема. Секоја влада, и ова и претходната, на некој начин се борела со овие проблематики. За поздравување и тоа што ВМРО набави за прв пат во историјата на Република Македонија и соодветни авиони за гасење на шумски пожари. Дел од хеликоптерите беа дополнително опремени за да можат да се носат со оваа проблематика. Меѓутоа, ако ги погледнеме статистиките, ќе видиме дека се уште имаме многу повеќе пожари, имаме палење на пожари во шума и тоа треба да го соодветно третираме на високо ниво и соодветно да се опремиме и со механизација и со луѓе кои ќе обслужуваат таа механизација, односно ќе се борат со шумските пожари. Да не должам, да не се повторувам, идејата е благородна, идејата е повеќе од потребна, идејата треба да ја поддржиме во најмала мера, треба да послужи да решиме еден од отворените проблеми во државата кои го имаме, без разлика на кој начин ќе се добијат тие средства, да ги добиеме и соодветно да ги користиме со цел да имаме што помалку штети во урбаните делови, во земјоделските површини, во шумите. Благодарам.